Почитувани, Охрид и крайбрежјето на Охридското езеро станаа место за несоодветна градба и урбано развивање, нарушување и уништување на животната средина и неконтролиран урбан развој. Охрид стана синоним за дивоградби. Зошто локалната власт и Ѓоргиевски дозволија Охрид да биде на врвот на листата со дивоградби и зошто покрај рокот за легализација свесно дозволија да се изградат стотици дивоградби? Дали тоа е фактурата за спроведениот изборен инженеринг? Зарем УНЕСКО требаше да ви каже дека бетонската база е изградена во населено место на 100 метри од Охридското езеро и од болницата Свети Еразм Охридски? Но очигледно треба да ви посочи некој дека оваа дивоградба е темпирана еколошка бомба и за езерото, и за животната средина и здравието на граѓаните. Градоначалникот конечно се одважи да почне со исполнување на препораките од пред 2 години кои требаше до сега сите да се реализирани. Од она што е напишано во последната точка и последниот ред во извештајот на УНЕСКО, а тоа се палмите. Се разбира, полесно се останат палмите, отколку да се останат стотици диви градби, од кои најголем број никнуваат токму последниве 2 години. За охриѓани, но и за туристите, ќе следат состаноци, одлуки, преговори, договори во врска со истите, но нема да следи отстранување и конечно запирање со неконтролираното градење во Охрид. За УНЕСКО ваквите представи повеќе не поминуваат. Господине Ѓоргиевски, соберете храброст како татко на градот, одважете се и започнете со рушење на дивоградбите, како што тоа го сторивте со палмите, и престанете со замајување на јавноста. Ако сте свесни за критиките на УНЕСКО, веднаш реагирајте. Ви благодарам.